Ало Загреб, добар ден. Добар ден. Мало изненадување за нашите гледачи кои веројатно очекуваат од Загреб некои од колегите кои што ни се јавуваат во емисијата, но на линија го имаме Игор Ангеловски. Игор, добар ден, уште еднаш, добре дојде во емисијата, тоа е фудбалот. Се надевам Добар дека ден, уживаш во настаните од светското првенство. Добар ден, Златко, благодарам на повикот и уште еднаш честитки за тебе за се ова што го правиш, затоа што тебе кажам дека светско првенство без Златко Калински не може да се одржи, така да нормално дека сите љубители на фудбалот уживаме во ова светско првенство и она што го пружија репрезентациите на вистина е за уживање. Во амбиент полн со набој го следиш светското првенство од Хрватска, која што стигна до четвртфиналето. Можеш ли малку да ни ја пренесеш атмосферата што владее во пресрет на надпреварот против Бразил? Секако дека атмосферата е прекрасна, нема човек во Хрватска што не ја следи со внимание сето она што се случува во Катар и својата репрезентација. Јас многу пати кажав во некои мои изјави дека хрватите се народ кој максимално си ја почитуваат и репрезентацијата и државата и сите сплотени и даваат максимална поддршка на репрезентацијата. Впрочем, како што ја гледаме репрезентацијата на Хрватска како делува сплотена. Така да тоа е најголемата сила на Хрватска и таа енергија чувствуваат и фудбалерите. Тука нема ресторан, продавница, автомобил да не е обележан со хрватските знамиња, значи на секој чекор. И еве, одат од првенство во првенство со се поголеми успеси, нели во она Франција далеч на 98 предводени од легендарниот Чиро Блажевиќ беа бронзени, а на минатото светско првенство беа сребрени. Така да сега се повторно меѓу 8 најдобри земји на светот, а според бројот на жители се убедливо најмали, но сето тоа покажува дека имаат огромен квалитет и дека нели очекуваат и против Бразил да бидат во нивното најдобро издание и јас кажам дека они воопшто Бразил е фаворитиот и тоа тие го знаат, но нема да влезат во тој надпревар без верба во своите квалитети. Да, се ова подсетува на она што се случуваше во Русија пред 4 години. Хрватска некако на мускули стигна до четвртфиналето, одигра, што се вели, 2,5 полувремиња во дуелот со Јапонија, за разлика од Бразил, кој во едно полувреме го реши својот проблем за пласман во четвртфиналето против Кореја. Може ли заморот малку да влијае на кај хрватите врз исходот на овој надпревар? Колку ќе биде битен во овој дуел? Па добро, но пред ова мора да кажеме некои непобедни факти, дека Хрватска, онаа Хрватска од Русија и оваа Хрватска сега, кои се моментално се можеби малце и поразлични репрезентации. Кога би спомнал тука поразлични, мислам на некои клучни позиции во тимот. Оваа Хрватска има сено, мислам сега чести за Петковиќ и за Ливаја, но го нема Манџукиќ во нападот, го нема тој шпиц кој може со еден потек да донесе предност или да реши надпревар. Нели хрватите и во Франција на 98 оние што нели ги памтат тие настани го имаат Давор Шукер кој знаеме нели каков напаѓач беше. Сега таа позиција на напаѓач е можеби најслабиот дел на Хрватска. Исто така го немаат и Иван Ракитич, го немаат Чорлука позади, така да направија една добра смена на генерации, затоа што сега свесни се каде се најсилни, а тоа се најсилни во средниот ред, каде што нели го имаат најдобриот фудбалер на сите времиња Лука Модрич, заедно со Брозовиќ и Ковачич и подпомогнати од Периштич нели и младите сега Мајер кои надоаѓаат. Позади се во одбраната се појави една звезда која по мене можеби најдобар одбранен фудбалер на ова светско првенство, тоа е Јошко Гвардиол и они се навикнати, ако се сеќаваме добро и во Русија, нели игра 2 надпревари по продолжение и по пенали, каде што сите мислеа дека ќе бидат исцрпени, но едноставно љубовта нивна спрема репрезентацијата им дава
сила и ова е натпревар се игра за полуфинале. Тука да, може би нели Бразил ќе биде посвежби, она што го кажа, се сложам со тебе дека нели лесно е решија Кореја, но Хрватска нема да биде Кореја. Во никој случај ќе видиме една максимално борбена Хрватска која до последниот атом на силите ќе даде се да го изненади Бразил. Како да се игра против овој Бразил кој делува многу разиграно, што се вели на моменти застрашувачки? Дали стрпливо, како што играше, впрочем, Хрватска во претходните надпревари, што подолго да игра егал против Бразил и евентуално да чека грешка на бразилците или да влезе во малку со поспуштен гард во поотворена битка против бразилците? Па јас мислам дека нема да видиме ништо поразлично од двете репрезентации, дека Бразил повторно ќе сака да доминира со последни топки и да биде поофанзивен, а Хрватска дека ќе сака мечот да го донесе во неизвестност. Ако им успее тоа на хрватите да го донесат мечот во неизвестност, тогаш како што ќе одминува времето, мислам дека предноста ќе биде на нивна страна, затоа што бразилците знаат да покажат нека дисциплина, мада мора да признаеме дека овој тим кој е предводен од истиот селектор од Тите е сосема поддисциплиниран и подтактички подготвен од оној што беше во Русија. Сега Белгија во четвртфиналите во Русија направи една феноменална тактика, тогашниот мислам и сегашен селектор нели кој замена од Белгија Мартинес направи навистина едно тактичко изненадување за Бразил, каде што ако се сеќаваме буквално ги изненади, ја надигра бразилската репрезентација и ги исфрли од четвртфинале. Така да тоа може би ќе му послужи на Далич во некој анализи, а да не забораваме дека и Лука тука секако може да помогне со своите, бидејќи играше нели игра со Винисиус, со Каземиро играше до пред малце, така да секој совет е добредојден на тие врвни надпревари и мислам дека како што кажав, хрватите ќе сакаат да го однесат мечот во неизвестност и ако успеат во тоа ќе бидат во поголема предност. Игор, какво светско првенство следиме според тебе? Дали донесе нешто ново или имам ја впечаток дека се игра повеќе на резултат, резултатот им е во прв план практично на сите репрезентации? Па сега го Златко знаеме што носи светското првенство и дека резултатот е во преден план. Може би во групното надпреварување, па тоа било впрочем и во сите светски првенства дека има може би малце повеќе калкулации, но веќе во осмина финалето мислам дека видовме навистина еден квалитетен фудбал кој донесе многу голови. Статистиката кажува дека е ефективно осмина финале од сите светски првенства со 3,5 голови по надпревар, што е навистина еден добар просек за сите љубители на фудбал, затоа што нели ние љубителите на фудбалот сакаме голови, сакаме атракции на светско првенство. Од тренерски аспект можам да кажам дека веќе со сигурност последна топка не значи дека сигурно ќе добиеш утакмицата. Тоа доволно покажа на Шпанија, има можеби најголем последна топка, така да изгубија и од нели во групната фаза од Јапонија, а и во нели нокаут во осмина финалето од Марок. Има околу 70% на последна топка. Така да од тренерски аспект мислам дека таа е нека промена од клучните, бидејќи знаеме дека Шпанија во минатите првенства со тој последна топка доминираше, но и ствараше безброј шанси. Тука тој посет беше оној приспевен посет кој не им даде шанси, кој не створи доволно можности за гол. Мароко е изненадувањето на ова светско првенство. Четвртфинале гледаме со гиганти. Прекрасни соочувања што ги чекаме со нестрпливост, например Франција, Англија, Холандија, Аргентина. Кои се твоите очекувања? Каде го гледаш идниот светски шампион? Во кој табор, во кои репрезентации според тебе е силата на ова светско првенство да стигне до крајот? Па ова светско првенство ни покажа и дека навистина е голема изедначеност помеѓу репрезентациите. Кога говорам помеѓу репрезентациите, не велам само на овие што се во четвртфиналето. Па една, нели, Јапонија беше конкурентна до самиот крај, испадна на пенали, а пред тоа ги победи
и Германија и Шпанија, што е нели резултат за почет. Мароко е нели велиме најпријатно изненадување, но она што го одигра на светското првенство сосема заслужено е тука, бидејќи е една од 4 репрезентации кои се уште не се поразени покрај Хрватска, Холандија и Англија. Така да овие четвртфинални дуели како што е Франција, Англија, како што е Холандија, Аргентина, тоа би можело нели и да биде и финале на некој светско првенство. Но тука очекувам нели сепак според моје мислење би дал преднос на француската репрезентација, бидејќи навистина делува застрашувачки, кои имаат одлични решенија и во нападот, и во средниот ред, и во одбраната, каде што тактички се перфектни, а на дополнети и водени од индивидуалниот квалитет на Килијан Мбапе, кој е број 1 моментално на ова светско првенство со уште неколку фудбалери кои го одбележат. Аргентина, нели, сите ја посакуваме во финалето ради Меси, делува, мислам дека Скалони успеа конечно да го стави Меси во функција на тимот, но и тимот во функција на Меси, и после онај шок од Саудитска Арабија исто така делува. Холандија со Ван Гал, со неговите тактички идеи, знаеме дека тој е безпрекорен на тактичар како тренер и кој може да добие нели во надпреварот предност пред противникот. Тука е Сантош, кој мислам дека беше негова победата над Швајцарија, затоа што испрати една јасна порака дека никој не е над тимот, па ни Роналдо, да донесеш таква одлука во еден таков меч и да нели најголемата можеби светска звезда да ставиш на клупа е за почит, бидејќи делува застрашувачки на тој надпревар. Така да, еве, ако би сакал нели некој финале да се деси или нека предпоставка, мислам дека Франција и Бразил можеби се репрезентациите кои го одиграле тоа финале. Игор, ти благодарам за јавувањето, за одвоеното време. Задоволство ни е што си дел од нашата емисија. Со надеж дека можеби ќе се видиме уште до крајот на светското првенство, доколку Хрватска чекори како што чекори до сега, односно дали ќе успее да го повтори успехот од Русија. И благодарам, Златко, и на тебе, и чест ми е што ме повикал во твојата емисија и секогаш за тебе стојам на располагање и во секое време. Поздрав до екипата и поздрав до сите оние кои ќе следат емисија. Благодарам, пријатно.